Што сакаш? Почитувани гледачи, добро вечер, добредојдовте во Арена. На едно коло пред крајот на завршувањето на овие квалификации за светско првенство, јас минатиот пат кажав и предминатиот и сега, значи ќе кажам воопшто немам двојба околу тоа прашање. Значи честитка до нашите репрезентативци за тоа што до самиот крај не држат во игра за овој пат, за жал за само второто место. И иако имавме добри шанси да бидеме и први во групата, меѓутоа за тоа потоа ќе поразговараме во текот на емисијата со мојот вечерашен гостин. Меѓутоа сакам, значи, уште еднаш да им изразам благодарност на Благоја Милевски и на неговите избраници за тоа што не го пружија во овие квалификации. Не е се готово, не е се завршено, имаме шанси за пласма на светското првенство, а за да не правам сега некоја посебна анализа или да не го одложим овој вовет во емисијава, имам прилика и лично да му се заблагодарам на мојот вечерашен гостин, веќе погледате, селекторот на нашата фудбалска репрезентација, Благоја Боби Милевски, или како што медиумите имаат, нели, да кажа Сер Боби, за она што го проживите во овие квалификации. Боби, добро вечер, добро дојдовте во емисијата. Добро вечер, добро ве најдов, поздрав за сите ваши гледачи и благодарност за убавата најава. Сега, пошто јас не знам како се знаеме, Благоја, селекторе, Боби, како ви одговара? Како ви одговара вас, така, не е проблем. Ке се сртам на секој пат. Ајде. Секогно тоа што се познаваме добро, знам дека куртоазно е било да се обраќаме со вие, меѓутоа јас и ти премногу долго се познаваме за да можам да го направам тоа. Ти предам на перту. Кажи ми уште една следба ни остана на Велс во Кардиф. Што треба да очекуваме и како треба да играме? Видовме со Велс како победовме одека. Што не очекува таму? Што не очекува тоа како мотивиран противник, за квалитетот, да не трошиме зборови, да не се повторувам пак, дека се работи за како компактен тим, состоен од врвни фудбалери кои настапуваат во Премиер лигата или Чемпионшип, имат и во најдобрите клубови, неколку и во Европа. Како тим, одлични, ја тоа го кажав и на почетокот на овие квалификации, одма после жребката дека, иако Белгија е изразит фаворит, беше и е, и тоа го покажа во овие квалификации, дека е над сите нас, но Велс ми беше некој фаворит од сенка исто. Како резултат на тие прогнози видовме у Скопје дека имавме израмнет натпревар со многу квалитетен противник. Темпераментот и генетиката нивна е добро позната на сите и тоа го покаже и на натпреварот у Скопје и тоа го очекувам и во Кардиф. На таа следба Велс го покажа на карактерот кој што го имаат сите оние репрезентации од островот и околу, нели, западниви зборам. Па може би и сите веќе се поголемиот дел, дека 90 минути се игра фудбал, додека не освои судијата крај. Па у Скопје 96 и плюс. 96 и плюс. Каде што и нели го примавме тој гол, но резултатски да, штета, но реално како се одвиеше натпреварот и реално беше да заврши нерешено тој натпревар. Според она се што покажа и Македонија и Велс на тој натпревар, мислам дека исходот на тој натпревар е реален. Претпоставам дека правиш ти и екипата околу тебе, нели, анализа на секој натпревар. Може би е се уште рано, не е се готово, нели, меѓутоа дали вака веќе имавте некои разговори и анализа на тоа што се помине, каде можеше подобро, каде изигравме послабо од очекувањата, каде подобро, на кој натпревар. Некоја анализа на ова квалификација направите или рано уште? Па секако дека после секој одигран натпревар, посебно после секој одигран прозорец, нели, од кој е составен од 2 или 1 натпревар, па еден официјален, еден контролен, се прави детална анализа на сето тоа што сме го одиграле. Искрено
не жалам за ништо. Македонија покажа во овие квалификации дека прв пат ни се случува ова да до самиот крај бидеме во игра, нели, и за тоа прво место. Што е правец и патокос кој треба да го следи Македонија и во иднина. Веќе втори квалификации, втор обезбеден плей-оф за едно светско првенство, што и многу поголеми и поквалитетни репутации од Македонија не им се случува. Но ние некако не можеме па не можеме да го направиме. Неблагодарно е да кажеме дека ни фали, затоа што вака гледајќи сме раме уз раме со една Италија, која и втор пат поред се наоѓаме во иста ситуација во плей-офот, нели прошлиот плей-оф и ги победивме Има несреќа да им паднеме ние. Како актуелни европски шампиони. Еве и сега се пак у плей-оф и Македонија исто у плей-оф, така да мислам дека треба да бидеме и како задоволни сите, но од една страна тоа, од друга страна и крајно мотивирани да го одиграме тој последен надпревар со Велс на нивото на сите надпревари што ги одигравме во овие квалификации. Сега да не се мешам во твојата работа и на екипата. Со Велс ќе го чуваме тој бод што ни е потребен и ќе играме машки до крај. И да победиме. Никогаш, барам јас Белгија нема да играме како со Белгија. Белгија во Скопје јас би сакал да играме како. Така, добро. Да, затоа што у Скопје и одигравме така затоа што и Белгија ни дозволи. Ни остави доста простор за игра, што не беше никаков случај во Гент. Дали во Скопје не подценија малце па мисле дека лесно ќе поминат, не знам. Но во Гент видовме и се соочивме со една поинаква Белгија од таа што беше во Скопје. Доста агресивна, со доста трка, со доста агресивност и изгледа и добра анализа на сето она што го видов во Скопје. Но и ние направивме добра анализа, нели? Пошто заврши резултат на прво како се одвиваше тоа, како се реката начин. Понекогаш јас изрази задоволство и после тој надпревар од перформансот на нашите фудбалери, затоа што понекогаш и такви надпревари се потребни да ги одиграте. На тој надпревар покажа момците дека го имаат и тој фактор плюс што ни фалеше на некој надпревар, така е. И тоа е за секој почит, поготоа што кој ќе земете у предвид нивната ситуација и перформансија што ги имаат во клубовите. Јас, и сега и во вашата телевизија и емисија ќе кажам дека за мене се они феномени. А зашто? Затоа што кога не сте у некој надпреварачки ритам, поготоа не ритам кој е потребен за ова ниво да бидете конкурентни, не да победите, да бидете конкурентни на еден квалификацијски надпревар, они во серија го покажува тоа. Без разлика што им се случува у клубовите, они доаѓаат тука и кога настапува за Македонија, како да се преобразуваат во други личности, други фудбалери. Како да си играат во клуб. Тоа се говори за нивниот карактер, посветеност и спремност, подготвеност да дадат и повеќе својот максимум секогаш кога доаѓаат за Македонија да играат. Здорово ви, кажи ми, ја видовме, сега малку на речем притисок изврши Белгија во Гент и така натаму. Како ви е тој притисок да не можеш топка да изнесеш од половина? Мислам, тоа е страшно нешто тоа. Тоа се, кога имате такви квалитетни играчи, нели зборам за составот на Белгија, да, кои играат во најквалитетните клубови во Европа, во најквалитетните лиги во Европа, кога се они навикнати
на тој ритам, на тој начин Така. на игра, среда недела. И плюс, кога ќе го надоградите тој квалитет индивидуален што го имаат, е многу лесно да наметнете такво темпо. Така. Сега треба да бидете доволно паметни за да не го префаќате тој ритам на нивната игра. Треба да сте доволно паметни да не оставате простор Да се разиграат. за тие квалитети што ги имаат индивидуални и не можеме да не будам задоволен на начин на кој што одигра момците. Не, сето тоа е окей. Така да без разлика, можеби тие што го гледа на првор, да, потполна доминација имаше Белгија, потполна контрола на играта секоја чест, но некои изразити шанси сем 1 до 2. Добро, како е да не ти е човек во кожа, седиш на клупа и во грчи целиот. Па, Игра со играчите. не во грч, него пробуваш да исконтролираш сето она што си планирал, да го исконтролираш сето она што е во твоите можности да го контролираш и да се надеваш дека тоа што си го замислил ќе функционира. Ја не гледам дека викаш многу по играчите од страна. Нема потреба. Затоа што момците сето она што сме го договориле пред го пренесот на терен. Не дека тие ќе те слушнат. Па точно во таков амбиент кој е пун стадион и тешко се комуницира. И обично тој што е Но, најблиско до тебе, да. он настрадува. Но они меѓу себе веќе доволно се Така, се познаваат и познаваат. има одлична енергија меѓу момците и комуникација на највисоко ниво, така да сето тоа го надополнуваат како треба. Јас се задржав на овие две утакмици на Белгија за поминам почет на Казахстан. И кај Казахстан сите да очекуваат дека лесно ќе го победиме, меѓутоа се испостави дека Казахстан е сериозна репрезентација. Па, не знам дали ги пратите моите изјави и одма после жребката, кога видовме со кои сме у група, јас кажав дека и осем Белгија, и Велс, и Македонија, и Казахстан се претенденти за тоа второ место. Не случајно, не од курозитет некој, но вистина е така, ја гледаме и клупскиот филм. Да, Они имаат представник во завршната фаза на Лигата на шампионите. Да не зборам за репрезентацијата, за она како изгледаат на терен, па и првиот надпревар наш одигран во Астана, се испостави дека бев во право, дека се работи за сериозен тим, кој тимскиот дух е на предначи, нели, на високо ниво и генетиката нивна просто е таква да се они борци по природа. Така. И сето тоа ни отежни тоа како работата наша. Ни во еден случај не е потценет Казахстан, напротив, ја напомнувам дека максимално се респектира и Казахстан, и Лихтенштајн, и Велс и Белгија, да не зборам. Барем јас, дека сум селектор, секој противник наш, без разлика на вредноста нивна, на трансфермарк или на клупско или на репстативно ниво, сите играчи или противници наши ќе добијат максимален респект од нас, дали е Лихтенштајн или Белгија утре или Гибралтар. Така. Нема веќе лесни противници. Секогаш максимален респект ќе имаат од нас, но тоа не значи дека нема да направиме се што е во наша моќ и можност и знаење и умење да искористиме за да победиме, да дојдеме до 3 бода против секој противник. Колку утакмици поразно направивте? 14. 14. На официјални надпревари. Да. Со примени само 5 гола. До надпревар со Белгија имавме 13 надпревари со даден еден или повеќе голови на официјални надпревари во низа.
Така да нема И тоа не може да имам никаква замерка, па и онаков натпревар одиграм против Казахстан за фудбалерите. Со Ерменија ли играме сега пријателска? Со Летонија. Со Летонија, извини. Тој не си игра на 13? На 13. Кога ги собираш репрезентативција? На 10. На 13 ни е контролен натпревар со Летонија, кој мораме да одиграме, нели 10 натпревари во текот на една натпреварачка година мораме да одиграме под капата на УЕФА и тоа е окей. И тоа е тоа. И после Велс. На 18 е Велс. Спремне се, ја верувам дека имаш нови кај ми кажеш чекор по чекор да видиме прво Летонија, па после ќе мислиме на Велс, ама ми представам дека се мисли уште сега на Велс. Мислам дека анализата, не мислам, него секој натпревар е битен, кога играте за официјален, зборам дали е контролен, дали е за квалификацијски, сите се официјални, сите се важни, дали за ранкингот краен за понатака за пред, нели кога ќе се врши издрипката за следните квалификации за европско првенство што ни следат. Според ранкингот ќе направиме се за да го задржиме тој трет шешир каде сме сега. Нели до скоро бевме секојаш во четврти или пети. Да. И секој натпревар е битен. Така, ќе го искористиш ли тој натпревар да пробаш уште некои играчки, да видат нека поголема минутажа? Да ви резервисти изборам. Секако дека да, колку, што, Да, кој, како и колку ќе настапи, зависи и од нивната состојба моментално, зависи од минутажата што ќе имаат викендот пред собирот. Сето тоа ќе дојде у предвид за да видиме кој за Летонија и колку ќе за Литванија. За Летонија. Летонија, извини. Или Латвија. Латвија, полесно ми е Латвија. Латвија е исто. Да. А после претпоставувам стандардно со Велс. Со Господ напред да се сите само здрави. Тоа ми е најбитно. За надпреварачка форма не правиме муавет, тоа не е битно. Но ќе се надам дека сите ќе бидат здрави. Така. Сакам малку да поразговарам на малку пошироко, значи надвор од ова додека си ти селектор на репрезентацијата, меѓутоа јас имам некаков печаток, добивам некаков долгогодишен спортски новинар, да кажеме, дека сите овие 30 кусор години како самостална држава, нели не успеавме да направиме еден систем по кој што светов или Европа ќе не препозна како игра, зборувам. Селекторите не може да го направат тоа, сега да се разбереме. Тоа треба да се почне одоздолу од клубови. Што може да се направи во тој поглед или можеби мене ме лаже ова погледот кон играта на репрезентациите зборам. Вака, јас би бил најсреќен на светот да Македонија може да го направи тоа. Тоа е едно. Реалноста е сосема друга. Да воспоставите вие систем, како што ве разбрав, да систем на игра, нели? Систем на игра, формација, од систем, така. Така. Сега, да тоа може да го направат држави или репрезентации, каде што имат репродукција на играчи квалитетни, нон-стоп, секогаш. Зошто ние не можеме? Затоа што толкава ни е државичката. Толку имаме квалитетни... Фудбал си игра кај нас каков таков. Така е. Сега, да имате вие генерацијски, секоја генерација, како доаѓа. Репрезентативниот фудбал си поврзан, сакаш ли некеш, за генерации. Така е. Е, така. У една генерација ќе имате зборам квалитетни средни играчи. У друга генерација ќе имате квалитетни одбранбени играчи. У трета генерација ќе имате квалитетни напаѓачи. И не можеш да сега. Тоа е многу подлабока тема за анализа. Сакам малку да ја начнеме. Која е многу поврзана со работата во клубовите. Така е. Сега, ние како репрезентација
не зборам за А, Не, и за А, збориме од надпреварачки U17, U19, U20. Извини, значи, ти како селектор во моментов и оние што ќе дојдат после тебе, и тие пред тебе што беа, биле слични кога би имале десни бекови големи, готови десни бекови, така, и странични играчи како и бочни. Не, јас ќе ви исправам семаце, ќе би биле срекни и моите претходници, тие што ќе дојдат после мене, да генерацијски, секој генерација ни дава квалитетни и бекови, и стопери, и средни играчи, и напаѓачи. Немаме тоа. Јас не гледам. Така. Тука затоа што сме, окей, ке кажете и Фарски острови се мала држава, Исланд е мала држава, ама они имаат вајда, некој систем на поставен на клубско ниво, од каде репродукцијата на квалитетни играчи генерацијски се надополнува. Сега тоа сакав да прашам. Дали може, значи хипотетички разговараме сега, дали може и дали клубовите не се премногу суетни, тренерите нивни, раководствата и така натаму, да еве федерација, тој советна тренер или селектор побара од нив, да играме во систем 4-4, ама сите да играат 4-4-2. Со сите оние модификации кои што би прифатиле ли такво нешто клубовите? Дали би прифатиле, не знам. Мислам дека едно време Турција имаше донесено такво една како предлог од страна на фудбалската федерација да играат сите клубови 4-2-3-1, мислам. Систем или 4-3-3, тоа е модификација без, како што кажавте, да не се ограничуваме за систем, него системски да. И не траеше долго. Не траеше. Да. Сега малци неблагодарно од таа страна да инсистираш како федерација да некој, така е. Секој клуб си има своја замисла, свој правец по кој планирале или интенцијата им е да се движат. Немаме традиција ние да се игра у еден систем, зборам на клубско ниво, за да репрезентацијата црпи квалитетни играчи. Сега, нели, збориме, кога може и една Барселона да менја, нели, они 4-3-3, после Кројф како основа положник на тој систем и школата со години црпи кадри од таму, но и зима, тоа е мојк на платежна мојк секаква. За да вие наоѓате и да црпите кадри тоа за тој систем и да репродуцирате кадри за компатибилни за тој систем, значи мора они ги имате скаутинг служба низ цел свет. Нема проблем он да го плати тоа што му недостасува генерацијски како место во тимот, така да мислам дека сме далеко од тоа. Реалноста е таа. Реалноста е таа. Затоа јас кажав дека јас би бил најсреќен на свет да у некој догледно време, без разлика кој ќе работи со селекциите. Како и да е, значи не зборуваме дали е Милевски, Трајко, Петко. Зборуваме македонскиот фудбал мора да ни биде, или Македонија да биде над сите нас, без разлика кој во моментот работи, треба да се ставиме во функција на Македонија и на она што му е потребно на македонскиот фудбал за да биде, да направиме сите да биде конкурентен во европски рамки. И една друга работа, приметив на надпреварот со Казахстан овдека. Јас не знам концепцијата со која излезе на терен, не знам ни зошто ни како, ама ми се чини дека Елмас беше премногу исфрлен на лева страна, а е можеби единствениот кој што може да игра предни везни покрај Бобан Бобонски. Давид Бобонски, извини. Имаше обиди да влезе, да шутне и така натаму, меѓутоа не е он играч кој што може да врзе.
Ај се малку да ти се мешам во работата, не, тоа ми. Многу вие го гледате малце завршно проблемот, ке кажем, на тој натпревар. Мислиш дека Барди беше премногу осамен во минут? Не, ние имавме проблем од зачеток на организација. Планот беше пред такмица да се наметнеме низ посет, затоа беше и таква поставеност и поставеноста при тој билдап од позади на играчите бе таква поставеност за да добиеме у ширина, за да добиеме у посет. Но не го успеавме да се наметнеме и затоа веќе 19-20 минута и го сменивме системот и веќе после равнотежата беше поставена на полувреме, направивме некои измени од тактички план за да бидеме уште по напаѓачки конкурентни и тоа ни донесе и доминација на посебно у второ полувреме и после смената на системот, така да имавме три шанси, не успеавме да даеме, све супер. Зашто добиваме причина дека по заменувањето на Адеми од репрезентациите ние веќе немаме таков играч кој што може да врзе, да изнесе топка, да пакува. Може немаме тој тип на играч, но имаме други карактеристики посебно кај тие средни играчи кои што се надополнуваат како тоа што го вие кажувате и наметнуваме многу поише така и динамика у сето тоа. А ако добро, баби, нема да ми замениш, мислам, не, разговараме за фудбал. Ако Елмас игра во средина, нели би се убрзала играта на тој начин? Па Елмас играш во средина. Па некако не ми игра во средина, тоа ми е. Значи, зависи од поставеноста на противникот, зависи од противникот колку ќе ви остави простор, зависи и противниците не анализираат нас, знаат кои ни се и јаките страни и квалитетните играчи кои спорам кои се опасни по нивни гол, така да никој не ви остава така на раат и слободно да му дадете гол, нели? За да не откриеме тактиката сега Велса која гледате емисија. Не, добро, кажи ми, нема, денеска не може. Некој изненадување за Велс има ли? Од кој аспект? Во игра, во поставеност на играчи. Некој до 18 има време. Па, нема многу време. Има. Само дај ни не, кажи. Па секако дека да. Секој има, добро. Очекуваме. Ајде вака, зошто? Премногу надпревари има репрезентацијата во текот на годината? Или дали е, да го парафразирам прашањето, дали е можно да направиме уште еден надпревар на која што репрезентација била против селекција на новинари, селекција на странци, со неговото, за да може да ги пробаш и другите кои што не може да ги пробаш во текот на... Може со домашни играчи. Зошто? Затоа што нас 90% играчите ни настапуваат по Европа. Добро. Нема инструмент да ги натераш клубовите, ако не е FIFA термин, да ги пуштат на... Так. За да одговорат на позив. Така да, во плане, ја тоа го практиков и со U21, дека работев, да по завршувањето, например, на есенскиот дел, тоа негдека мислам сега е на 6-7 декември, да после 2-3 дена се собере како еден тренинг камп, так. Со одигрување, ама тоа можеме да го направиме со домашни играчи, добро. Мислам, одлично, и тоа е во план сега. Така. Веќе дали ќе се изреализира, се надам дека да. Јас би сакал да најдеме и квалитетен противник кој би бил вметнат во тој тренинг камп, за да добиеме една појасна многу слика за реално квалитетот или потенцијалот со кој поседуваат играчите кои настапуваат во домашното првенство, а не се викнати за... Така, на крај крајшто нека и да почувствува дека без разлика што нешто некој ги следи. Така, не, ние ги следиме... Знам, ама чувството е друго. Точно, веќе имаме и двајца кои се дел од репрезентацијата и покажа дека може да бидат конкурентни и тоа ме радува. И поентата на тој тренинг камп е
да се увиди и што се вели на лице место низ тренинг сесии реалниот и потенцијал на секој од нив индивидуално, не во тимовите. Може да ви излезе некој перформанс на некој играч, нели, кој е доминантен во својот клуб, а кој не е адекватен или не е способен да одговори на оној предизвик што го очекува тука и на она што не очекува нас на ова ниво во заедни квалификации, дали за европско или светско, тоа е сеедно. Ја имам глава одменен тако, може да поставам прашање за него. Слободно. Ми се чини дека може би е не само од сега во моментов, него и поранешните селектори. Агим Ибраими е одличен играч во екипата, а многу малку шанса да добива репрезентација. Агим Ибраими Моје чувство. Имал одлични перформанси за клубовите кај што играл, да, се сложам, но имал и одлични настапи и за нашата, може би. Не секогаш на највисоко ниво, а имал одлични настапи и за Македонија. Така. Дали се лажам кога велам дека малку шанса добих? Премалку шанса во репрезентација. Сега може би е моје видување само. Не бил у моје време, така. Не, добро. Тоа не можам да одговорам дали требало или не. Така. Или дали добил премал. Добро. Како и да е, ете. Како што име со млади играчи? У21 има ли некои играчи кои што наскоро би можеле да ги очекуваме во репрезентација? Па имаат одлична група, мислам одлична со квалитетни селекции, како Италија, Полска, Шведска и Арменија исто. На нив е да го покажат потенцијалот и квалитетот. И повелете. Секако да, мерило е така, од она што го имаш обсервирано од сега како има неколку кои што би можеле наскоро? Се интересни, мислам се наметнуваат, но пак ќе повторам, од нив зависи како и колку ќе се наметнат. Така. Гледам дека во внесе новини почна да игра Ашковски игра, Костадинов игра, одлично се стандардизира во бековската линија, во халфовската линија. Зајков е веќе стандарден. Муслио и Боа Момчевска. Сега му го забравив името. Стојчевски. Значи, тие тројца се стандардни веќе? Па добро. Од сите, тука и Никола Серафимов, тука и Дарко Велковски се надевам дека ќе се избори за поголема минутажа. Сите се одлични, сите се ставени во функција на она што ни треба и си вршат работа. Одлично составена, мислам, нема замерки. Си вршат работата као и бројот на примени голови не се само нивна заслуга, туку и на тие напред што играат. Па така е, одбраната почнува од нападот. Секако дека така, да. И сите се заслужни. И кога се дава и кога се прима гол. Кажи ми дали остана доследен на зборот даден, се сеќавам кога рече ќе играат само некои што имаат клубови и така натаму на време. Не. Готово. Одма. Тоа е да, кога тоа држи, кога сите ти се стандардни во своите клубови, кои сите се у надпреварачка форма. Арно, ама изборот ни е тој што ни е. Бројот на квалитетни играчи кои може да одговорат на овој предизвик е многу мал за да си дозволиме тоа вие што го кажувате. Добро. Моја беше да прашам. Од една страна, а од друга страна, дали имале клубови, дали играле, дали не играле, не знам. Знам дека овие резултати што ги поставуваат или што ги нема замерки за тоа. Затоа ја милам да кажам дека се феномени за мене. На крајот на криштата подобро е да издржиш еден кој што не игра или двајца, него да расториш цела екипа. Дефинитивно е така. Додека го даваат тоа што го даваат и има таков перформанс кој настапуваат за Македонија, нивното место е тука. Така.
Како го следиш го следиш домашното првенство? Кажи ми, има ли напредок некаков или стагнира клупскиот фудбал? Па мислам дека и тоа ме радува дека последна година има напредок. Тоа ни го покажуваат и резултатите во еврокуповите на нашите екипи. Посебно имаше и Вардар добри настапи, посебно Шкендија, која за прв пат избори и групна фаза на Лига на конференција. И вечерва игра. И вечерва игра, сега идеме на стадион. И тоа ме радува. Се надевам дека нема да застанеме тука и ќе го продолжиме тој тренд и ќе има и поголем број наши екипи. И инфраструктурата полека. По фудбалската федерација Со помош на фудбалската федерација. Прави напори да помогне што може во своите можности на клубовите и тоа е за поздрав. Се надам дека сигурен сум дека ќе продолжи и во иднина. Средно, кажи ми, дали освен ова гледа нека Шкендија и спонзорот нели Еколог вложуваат 10 милиони без да се кажа тендер, не е важно. Важно се гради стадионот во Тетово. Дали се другите клубови доволно сериозни или моćни играат во прва лига, а зависат од општински средства? Тука е рак рана, ми се чини, на македонскиот фудбал, немање спонзори. Па мислам дека сите ние треба да ги мотивираме на некој начин или не знам кој збор да го најдам, да ги привлечеме на некој начин тие спонзори кои што се платежно моќни, за да уложуваат во спортот. Има, меѓутоа тоа сигурно државата треба да го направи на некој начин. Сите ние, вклучувајќи и државата, но и сите фактори што се во и околу фудбал, дека треба да направат нешто и да го дадат својот удел у тоа за да ги мотивираме тие моќни фирми или потенцијални спонзори за да вложуваат во спортот. Вие сте одличен пример, дека народот го сака фудбалот. Натпреварот со Казахстан беше до 30.000 гледачи имаш. 20 на икус. Значи, го сака успеши, сака да гледа и клубови странски нели овдека, меѓународни натпревари, Лига шампиони и така натаму, групна фаза. Сепак треба да се, не знам како, ама нешто треба да се направи во тоа. Треба нешто, да. Секако дека во тој поглед би требало да се направи нешто. Но што и како во тој поглед, пак е потrebno дека сите ние што сме уклучени у спортот, у глобала, дека треба да најдеме начин за да ги мотивираме тие чинители или фактори да уложуваат. Така. Предпоставувам, Маса Ромерович, председателот нели на Фудбалската федерација, е поранешен фудбалер. Министерот за спорт Бојко Листевски е поранешен коментар. Значи, доаѓаат спортисти, вистински луѓе на вистински места. Се колку е тоа моќно да се. Сега чисто разговараме надвор како би се. И едниот и другиот знаат што значи спонзор, да имаш спонзор. Знаат што значи и спонзор моќен да се има, нели, позади еден клуб. Мислам дека и едниот и другиот веќе доста имаат направено за тоа кратко време колку што се на функциите. Но и они не можат сами, затоа зборам повеќе чинители тука треба да се уклучат у тоа за да го подигнеме и спортот и инфраструктурата на многу повисоко ниво него што е сега. Една друга работа сега околу овој клубски фудбал во Македонија би сакал да прашам. Видувањето околу тоа колку странци би требало да играат во клубовите, дали тие странци се доволно квалитетни да го заземат местото на некои млади играчи кои што се, кои им поделени се мислењата. Некои викаат треба странци, некои викаат вакви како што доаѓаат не треба. Сега ме интересира. И едните и другите се оправа. Се оправа. Јас сум секогаш за домашен играч, затоа што
репрезентацијата црпи од. Така е. Нели, базата треба да ни биде, и јас сум секогаш да ни биде базата во домашното првенство. Од таму да црпиме ние играчи. И сега, од една страна е тоа, од друга страна не можеш да го ограничиш ни спонзорот, тој што вложил пари, дали да има само еден, 20 или 5 или 7 или 8 странци. Тој што вложил пари, можеш да му овозможиш, нели, за да има некојаков поврат на тие средства. Не секојаш странското играч ти носи резултати, но не можеш ни да го ограничиш. И едните и другите се управо. И јас сум секојаш за домашен играч. Дали ти као селектор си задоволен од квалитетот на странците кои што играат во македонскиот фудбал? Од поголемиот дел не. Така. Има и добри. Има и квалитетни, поготово во Шкенди и во Вардар оваа година. Имаат квалитетни странци. И поред квалитетните странски играчи растат и напредуваат и домашните играчи. Затоа една Саудиска Арабија е многу конкурентна сега како репрезентација. Игравме две пријателски средби со нив. Одлична репрезентација. Секој светско првенство и сега пак изборија пласман. Да. И се гледа напредокот и на домашниот играч кога работи секојдневно со странски тренери квалитетни, странски играчи, странци квалитетни. Сето е поврзано, но за да ги донесеш треба пари. Квалитетните играчи треба средства. Сега е вака лотарија која на некои клубови, сега например Вардар и Шкендија, не зборам за дека се и ефтини тие што ги носат, но многу поевтини тие што ги носат, например, во Саудиска Арабија. Зборам се хипотетички така. И лотарија дали ќе ти се погодат или не. Се погоди од Дани Олмо што беше од Динамо позади. Сето тоа има. Во еден разговор пред фудбалски источник, се нема да го мерувам, нормално рече дека не можеш бразилец квалитетен да донесеш без 400.000 марки тогаш. Па не знам сега да не се ограничуваме за сумата, но квалитетот на еден играч нели се мери со тоа што покажува на терен. Покажува на терен. И каде го покажува? Во кој клуб, во која лига? Така. Дали е реално или местава на табелава како се седи, уште малку за клубскиот фудбал, ќе му отиде времето. Селектор е многу Па добро. Динамичен разговор, нели? Дали е реално ова што го гледаме со Вардар Шкендија, не Шкендија трета, Вардар како е? Вардар Струга Шкендија. Струга Шкендија. Тоа ли е тоа според квалитетот што се Ја би го додал тука и Силекс кој покажува квалитет. Сериозен. Значи мислам дека да. Така. Реална слика според и вложувањата во клубот и во работата во клубовите. Мислам. Сега имаше прашање, едно мора да прашат за уште еден играч зошто не е повикан или е повикан па не иде или не задоволува или не игра, не знам, што ќе ми кажеш. Љупчо Дориев. Љупчо Дориев беше на почеток со нас, мислам беше повикуван. Добро. Играше и на квалификацијските надпревари за евроквалификациите против Украина, Лига на нации, значи не само Љупче, него и неколку други играчи кои беа со нас од почетокот. Мислам дека немам право, па според она што го покажуваше тогаш да, но јас немам право нити па сакам да затворам врата за било кој. Само што во моментов тимот е тој што е, функционира така како што функционира. Сите што се дел од тимот во моментов се во предност и тука не гледам ни една причина да менувам во моментот од друга страна не се затворени вратите за никого. Нити па имам јас право да ја затворам според она што имам како
материјал за избор, нели? Така. Од ростер, така да за никого не е врата да затвори. Ова одговорот ме посети на исто прашање го поставија на Ивица Осим на времето и он рече во репрезентација тешко се влага, уште потешко се излага. Кој колку ќе си го задржи местото. Така. И уште едно прашање кога репрезентација постои ли можност. Значи преска споменавме камп за домашни играчи и нели за да се пробат. Меѓутоа постои ли можност да се соберат деца од светот? Австралија, Германија имаме наши. И Соединеници имаме и наши кои што играат фудбал, да се соберат некој да се видат нивните квалитети. Да не ги бараме еден по еден. Значи од скоро се воведи таа официјално скаутинг служба, начело на таа скаутинг служба е Никол Черновски и драго ми е што прифати да биде и дел од тимот, нели, на Фудбалската федерација. Доста сме во комуникација и стварно Николче на крајно професионални и фудбалски начин се труди и мислам дека наскоро ќе ги видиме и првите резултати од таа скаутинг, од функционирањето на скаутинг службата и се надевам дека час поскоро ќе излези и некој плюс фудбалер кој ќе биде во функција на репстациите без разлика дали е за U17, 19, 21 или ја. А ние како новинари би сакале да видиме на 20-30 играчи на едно место собрани. Кои што се наши и да ги... Јас сум задоволен да видиме и два. Квалитетни кои... Не, добро, кога се 20 пати бира и два после. Така е. Така е. Не мога да се задржувам уште многу, уште на 5 минути ќе те пуштам порано за да стасаш на надпреварот Шкендија. И ако имаш време. Имаш време, значи можеме да те држиме уште. Кажи ми, вака, прочитав, некаде јас лично не знаев, меѓутоа прочитав дека со надпреварот со Велс завршува твојот договор со Федерација. Или не е така? Мојот договор завршува на 30 ноември 25-та, нели? Надпреварот со Велс е на 18 до 30 сум по договор. Така. Меѓутоа претпоставам дека Федерацијата ќе има доблест да се ги одиграш и оние бараш средби. Па добро се фокусот е секогаш на ова што ни следи сега, значи тоа е Летонија и Велс. Двата надпревари во последни во оваа календарска година. Сето останато ќе размислуваме и ќе разговараме после овие надпревари. Добро, ајде сега уште за репрезентацијата, со репрезентација почнеме, со репрезентација ќе завршиме. Иначе дека не ти се брзи, имаме уште 7-8 минути. Баражот не ни бега, бараж играме секако. Без оглед дали ќе биде тоа преку овие квалификации или преку Лигата на нации. Преку Лига на нации ни е осигурано. Сега треба да се избориме за, условно речено, полесен противник. Има ли полесен противник? Нема. Како и да гледате, секако условно кажано, ако бидеме втори во нашата група, ќе бидеме во третиот шешер и ќе играме против полесни противници. Против репстација од вториот шешер. Така да во гости. Ако бидеме трети во нашата група, значи одиме преку Лигата на нации, ќе играме со репстација од првиот шешер, и едната и другата на гостински терен, но пак ќе повторам дека второто место не е гаранција. Нема гаранција. Нема гаранција, но предизвик. Така ќе кажем, дека ние предизвик и ќе направиме се за да го задржиме тоа второ место. Пак ќе видиме што ќе ни донесе. Значи да резюмираме. Второто место е предизвик од надпреварувачки карактер. Еве втори сме во група, така? Да. Меѓутоа не е заради наводно полесен противник. Значи не можете да очекувате лесен противник кога доаѓате во ситуација да бидете дел од
Значи 12 групи има, првите 12 идат директно на светско првенство, Так. а останатите 16 Се исти крај нив. значи вие сте дел од најдобрите 28 селекции во Европа. Так. И сега? Кажам. Со кого Сега треба е да играш? неблагодарно да очекувате дека ќе се падне лесен противник или полесен противник. Вама ќе Нас падне ни Чешка, Турска, нас ни Полска, се падна прошлиот плейоф актуелниот европски шампион. Италија и Португалија, два шампиона. Ако Тоа. иде преку Лига на нации, кој може да ни падне? Турска, Полска, Во моментов може Италија, може Турска, Чешка? може Велс, Чешка виси, Полска дали прв, дали втор, Шведска втор, и кој се после? Шкотска втор. А ако бидеме втори во група? Зборам за втор шеше, може Чешка, може Шведска, може Шкотска, Да. А преку Лига на нации? Пак истите. Италија, Турска, Полска, И? Чешка. Тука Што се. е полесно, што е потешко. Никош не може да знаеш. Така. Ама дека ни е предизвик второто место, да. Да, дефинитивно, реков, побоја да си втор него трета група. Така е, секогаш. Рековме што очекуваме тоа на почеток, очекуваме добра игра пред се. Па очекуваме да дадеме максимум за да покажеме дека не случајно Македонија беше и е таму кај што е во оваа група. Сега вака. Би сега да ми кажеш, отворено, пред јавноста те прашам, имаше ли натпревар во групата, генерално ми кажа дека си задоволен на целата ова сезона натпреварувачка во квалификациите, меѓутоа имаше натпревар каде што не беше задоволен од играта на нашите репрезентативци. Без секако дека ајде ќе кажам 15-20 минути први со Казахстан. И 20 последни пак со Казахстан во Астана. Ете Казахстан Кобен испадна за Не е Кобен затоа што ни доаѓа после и двата надпревари ни дојде со Казахстан после надпреварите одиграни со Белгија. каде што нормално Значи издишуваш. тешко е, многу е тешко да играчи кои не се у таквав надпреварачки ритам да одиграат два надпревари во највисок ритам. Значи надпреварот со Белгија во Скопје беше тежок. Момците го одиграа на стварно највисоко ниво. Не чекаше пат од 6 сати после тоа и за 2 дена ти треба да одиграш уште еден надпревар со противник крајно мотивиран, агресивен, квалитетен, навештачка треба плюс. Надчовечки напори треба да вложиш за да бидеш конкурентен. Така. Вториот надпревар Исто. одигравме у Гент на гостински Па терен и да со Белгија, уште понапорен, Страшно предизвикувачки. Доаѓаш на домашен терен за 2 дена, треба да се наметнеш. Огромен притисок. Од Притисок, јавноста. добро, притисок секогаш ќе има и тоа е добро. Тоа е позитивно, на тој притисок секогаш на нас делувало како мотив плюс. Кога некој нешто очекува од тебе, значи видел квалитет, видел дека можеш да го направиш и затоа ја очекува. Да. И затоа тоа не мотивира. Што поише се очекувањата, значи покажуваме поголем квалитет. И доаѓа надпревар со Казахстан после Белгија, каде што треба да се наметнеш за да оставиш позитивен резултат, поготово со таков противник, кој е агресивен, кој е мотивиран, кој е многу посвеш од вас, има квалитет и пак си освен во ведните 15-20 минути си повеќе од конкурентен и на тој надпревар. Значи покажаш и друг квалитет. И затоа немам ама ни еден збор замерка за било кој играч. Сите Ниеден не смее да има замерка на ова што го прикажавте на зимни квалификации. Никој не би смел да има. Така да секако дека правиме анализа, се критикуваме, се интерно, каде што може да се поправиме и така треба. Но сето останува у позитива.
Кажи ми се, како би завршила емисија, мене се поише прашање и се поише интерес ми се обично западниот фудбалери веќе се навикнати на среда недела и така натаму, на победи, на порази, све се они ладни играчи, дали победил или изгубил, он е професионалец, игра, па дали ќе победи. Се забележува кај нашава емоција, не сме ние тој тип играчи. Емоција мора да биде на прво место. Без емоција не може да настапаш за Македонија. Па представам како била ситуацијата после Белс, па представам се блекувално плачале сите. Значи, предпоставувам, не знам. Таа емоција треба да биде присутна и јас сум среќен што е присутна. И овие момци не може на друг начин да покажуваат ваков перформанс за репстација, сосема супротен кога се у клубовите, ако нема емоција. Так. Ти кога ќе бидеш испразнет емоционално, физички да не зборам против Белгија, зборам за например во Гент, за 2 дена ти дојде Казахстан каде што можеш свич да направиш сосема спротивен и да се спремиш за тој натпревар. Не можеш ги кренеш про. Емоцијата беше на многу повисоко ниво него што беше потребно за тој натпревар. Можеби затоа влеговме многу нервозно у натпреварот, од преголема желба, преголема емоција, да се заврши натпреварот што поскоро. И ете го моравме да менјаме нешто уод за да се трзнеме од таму и да дојдеме на она потребното ниво за среќа, нели, дојдовме многу брзо и она што е битно дека атмосферата во репрезентацијата е добра. Атмосфера, енергија, што не краси. Односот со федерацијата функционира како што треба. Све супер. Значи постојат сите услови да видиме уште еден добар натпревар со Велс. Како не, секогаш. Така, тогаш на крај посакувам сите да се радуваме на крај, достане атмосферата онако како што е, како што ја создадовте и овие момци конечно да покажат дека стварно можат. О не, ја ќе ви исправам, они покажуваат веќе подолг период дека можат и само да се надеваме дека ќе бидат здрави и способни да се стават во функција на репрезентацијата и на овој собир, а сето останато што ќе ни произлезе од овој последен собир е само плюс. Тогаш да посакаме добро здравје, среќа, добра работа и убава игра, па нека победи по добриот. Тоа е доволно и јас се сложам сега со вас. Ето. Благодарам што ви благодарам на поканата. Благодарам мој гостин вечерва. Знам дека имаш обврски и треба да си таму со играчите на Шкендија, друга кога си таму, нели? Мотив повеќе, па да се надеваме дека и Шкендија вечерва ќе успее да победи. Посакуваме со него. Се надевам и посакувам да ни задуват уште еднаш. Така. Благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена, се гледаме следниот четврток.